Во услови на доцнење на испораката на вакцините на Pfizer и на другите западни производители, за што некои држави членки на ЕУ најавија и судски спорови, здравствените власти во земјава сериозно ја разгледуваат можноста за набавка на вакцините против COVID-19 на кинеските производители Sinovac и Sinopharm. За разлика од вакцините на Pfizer и Moderna, кои се базираат на вбезгување на дел од генетскиот код на коронавирусот во човечкиот организам, кинеските вакцини се создадени на традиционален начин, на база на така наречен ослабен вирус, како например кај вакцината против беснило. Повеќе информации на оваа тема бараме од министерот за здравство Венко Филипче. Министре, добре дојдовте во 360 степени. И зошто решивте да се обидете да набавите вакцини од Кина, опција која досега не ја слушавме во јавноста? Не е точно дека јавно не се зборуваше, ја најави премиерот како една од опциите за која што размислувавме, разговаравме со представници на кинеската амбасада кај нас. Уште пред некое време контактиравме со контактите кои што ни ги дадоа токму представници на амбасадата во нашата земја. Да кажам дека остануваме доследни прво на претходните два механизми. Тоа е COVAX механизмот, најавен на состанок во петок, на кој што треба да се каже точно кога и колкава количина на вакцини ќе дојдат во секоја од земјите кои што аплицира преку овој механизам. Понатаму го чекаме одговорот во овој момент од Pfizer во делот на деталите на договорот и секако дозволата од нивниот headquarters за количините кои што треба да пристигнат од Србија. Меѓутоа, очигледно е дека сите производители имаат проблем со капацитетот и во таа смисла ние сакаме да обезбедиме процес на имунизација кој што ќе има континуитет. Еве сега гледаме дека има земји кои што го запреа вакцинирањето, Хрватска на пример. И тоа е нешто што сакаме да избегнеме. Значи сакаме да обезбедиме соодветна количина на вакцините од сите производители, при тоа да потенцирам дека буквално сите производители за кои што сега се зборува во светот имаат развиено вакцини на сосем безбедни платформи и да кога ќе започне процесот на имунизација кај нас едноставно нема пауза. Филипче, во која фаза се сега контактите со кинеските фирми? Сега чекаме детали во однос на договорот, во однос на цената, во однос на испораката и верувам дека до крајот на оваа недела сите овие детали ќе ги имаме. Не би сакал да зборувам за рокови заради тоа што тие детали ќе ги знаеме до крајот на неделата и тогаш јавно ќе излеземе и ќе ги обзнаниме. Меѓутоа суштината е во тоа што очигледно дека производителите кои што први успеа да излезат на пазарот, а тоа е Pfizer, например, имаат проблеми со капацитетот. Најавуваат повеќе европски земји и тужби заради тоа што не ги исполнуваат договорите. Спомнав дека Хрватска го прекинува процесот на имунизација и тоа е нешто што е тера да работиме буквално на сите полиња за да обезбедиме целосно еден интегрален процес без пауза од моментот кој ќе почне на имунизација, секако со сите овие безбедни вакцини. Дали е пречка тоа што овие вакцини не се регистрирани од Европската агенција за лекови? Сосем соодветни се документите, сертификатите кои што сите производители на вакцини ги имаат од своите матични земји. Во таа смисла сосем доволно е јасно и начинот на кој што се евалуираат сите резултати од клиничките студии, процесот на изработка на вакцините, конкретно овие за кои што зборуваме одлично познат на нашите експерти, токму тоа го анализираа за буквално сите вакцини кои што се сега на пазарот, така да во таа смисла нема никаква административна пречка и секако дека нема сомнеж во нивниот квалитет. Различни држави пријавија различно ниво на ефикасност на вакцината на Sinovac од Бразил 50,4% до Турција 91,25% ефикасност. Имате ли вие сознанија за нивото на ефикасност на кинеските вакцини? Нашите сознанија се од публикуваните материјали, од публикациите кои што излегуваат во стручните списанија. Тоа е нешто што нашите експерти, посебно членовите на тимот кој што работи на имплементација и на стратегијата за имунизација ги прати и ги регистрира. Буквално сите овие вакцини се сосем
доволно ефикасни според нашите сознанија и сигурни да бидат аплицирани. Благодарам за ова гостување. Ќе очекуваме повеќе информации следните денови, а се разбира и реакции на ова информација која што вечерва ја чувме. Благодарам уште еднаш.